Господе, чувај ми ја Фатма, ќерките, девојчињата, момчињата, Хасан, на Чичо Кајмакамот, Џабар Ефенди, господја Бедија. Сите на кои не можам да се сетам, ти сети се и чувај ги. Чувај го и Песочан. И бебињата чувај ги. И мене добро чувај ме, Како велат, не се прашува за твојата волја. Господ прави, луѓето се чудат. Ти ли си маскираниот што се шета наоколу, а? Не сум јас, мамо. Ми имаше ветено. Реков дека не сум јас, мамо. Кажи ја вистината. Вистината ја кажувам. Деда Вахите е маскираниот. Слушаш? Деда Вахите е маскираниот. Молчете. Рамис, оваа твоја ќерка лаже и тоа многу лаже. Не лажам, тато. Лажеш. Не лажам. Лажеш. Фатма, Што? бе, јас одам. Што се случува, мажу, каде одиш? Дојди да те прегрнам. Татко ви полуде. Така ми дојде. Вахиде, Молам, тато. убавице моја. Знам, многу си убава. Душата ти гори. Ама не заборавај што се раѓа пред денот да се роди. Зарифе? Гугутче моје. Молам, тато. Ти колку пропати и уште патиш. Ама татковците секогаш немаат сила, така ли? Рамис, добро ли си? Добро сум. Дојдете ваму, девојчиња. Гугувче, гу, кај беше? Кај соседите. Што јадеше? Попара. Што скрши? Лунченце. Кој ве натепа? Мамичка. Ние до денес погрешно ја кажувавме. Мајките не тепаат. Сакаат. Овој ептен полуде. Ајде, кој ве сакаше? Татенце. Секогаш. И Хатиџе да беше овде. Да беше. Мојата бела ќерка. Што добро сум направил, што сум му ја дал на Хасан. Нели така? Јас одам. Ти каде одиш вака? Во џамија. Тогаш оди. Отидов. На човеков очигледно му се случува нешто, ама јас не знам што. Што кажував? Дојди ваму. Не сум јас, мамо. Кажи ја вистината. Вистината ја кажувам, ама многу сакам да сум јас. Молчи. Зарифе, го разбрав јас писмото. Какво писмо? Писмото што го прати Алекс на Зарифе. Писмо ли стигна од Алекс за Зарифе? Браво, Намик, браво. Тоа писмо, ова писмо ли е? Не ова. Ова ли е? Мамо. Дај ми го мене. Браво. Господе, прати ми еден паметен, прати ми те молам. Ете јас сум многу паметен. О, Господе, не мислев на овој. Зарифе! Си отиде. Затвори ја бе устата. Што се удираш бе? Молчи. Александар Македонски.
Алекс. Три, 1, 4. Бројот пи. Sevmeden yaşanır mı dağda kavuşur mu ağlasam duyan olmaz ki canı veren rüzgardır rüzgarın eli değdi müjdemi soran olmaz ki bahçeler bizim olsa hasretin öderse ismimi bilen olmaz ki aynı cennet bu aynı tenimiz kanımız Alex. aynı ayrılık gece olsa günlerin sonu gelse baş başa kalan olmaz ki sarsalar bile gelmez derdime umar olmaz sonsuzu bulan olmaz ki Ке се омажиш ли за мене, Зарифе? Neredeyse müjdemi alan olmaz ki aynı dua bu aynı Дали на мировната конференција ќе изјаснат дека ја поддржуваат нашата победа во Тесалија? Преговорите со европските земји продолжуваат. Барањата на Англија, Франција и Русија предонесуваат за на границите на Тесалија да има војна состојба. Јас мислам дека вашето височество ќе се согласи дека ова не е прифатливо за нас. Пријателските односи со Европа се важни за политиката на Крит и Исток. Затоа потребно е мировните преговори да се завршат без да влеземе во било каков конфликт со нив. Јас ви се извинувам, ваше височество, ама договорот кој ќе ја засени нашата победа ќе ги зголеми непријателските активности на провокаторските организации. Ако успееме водачите на Комитетот за единство и прогрес од Франција и Женева да ги доведеме во Истанбул, ќе го замолчиме тоа провокаторско гнездо. Се штитат во странство. Многу е тешко да се дојде до нив. А ако дојдат по своја волја? Но господине, како? Под услов сите водачи да се вратат назад, ќе се објави амнестија, независно дали се притворени или се во постапка. Вахиде, за жал кога ќе го добиеш писмово? Јас ќе бидам на крајот од патот по кој тргнав, без да ги реализирам идеите за слободна татковина и без тебе. Ама ова не може да ме убие, Вахиде. Мене ме убива тоа што знам дека ти си во опасност, а јас сум толку далеку од тебе и толку безпомошен и со врзани раца. Всушност, тоа ме убива најмногу. Единствената надеж ми е Екрем Ахмед.
да стигне до вас пред Абдул. Вахиде, прости ми. Прости ми што тебе и твоето семејство ве доведо во ваква ситуација. И знај дека се додека не го испуштам и последниот здив, ќе те сакам со иста љубов и иста жар како првиот пат кога те видов. Мустафа. Кога ќе дојде Рамис, ќе зборуваме за писмово. Ете дојде. О! Добро вечер, дами. Нечестник. Смири се, Вахиде. Ти што сакаш од нас, сину на пашата? Да, сакам некои работи, ама прво да речеме дојдов да го посетам семејството на докторот Мустафа. Доктор Мустафа ли? Да? Или пак требаше да кажам лажното семејство? Ние ништо не знаеме, ништо не знаеме. Ништо. Значи не знаете. А Мустафа Намик? А маскираниот човек? Или вереникот на убавицата Вахиде? Го познаваме. Го познаваме докторот Мустафа. Го познаваме и маскираниот. Знаеме дека се обидел да го сруши султанот од престолот. Ние го криевме затоа што го сакавме. Јас го засакав. Сега нема што друго да ти кажам. Губи се, оди си од нашиот дом додека не сум те убила. Вахиде? Се однесуваш токму како што очекува Вахиде. Извади го ножот. Прободи ме, уби ме. Ама што и да направиш, не можеш да ги спасиш ниту мајка ти, ниту татко ти, ниту пак сестрите. Затоа што казната за криење на непријателот на султанот... Доста! Чичко Рамис! Чичко Рамис! Вахиде! Вахиде, немој! Види, Вахиде! Мустафа е жив. Што рече? Жив ли е? Да, жив е, ама набргу ќе го обесат. Ќе го обесат? Вие наместо да мислите на Мустафа, подобро е на себе да мислите. Само еден може да ме спречи да не ве фрлам в зандана, тоа е Вахиде. За животот на твоите родители, ти, Вахиде, ќе бидеш моја жена. Застани, Вахиде! Застани! Застани, Вахиде, стој! Зарифе, дојде ваму! Го убив никаквецот. Отворете ја вратата. Доктор Мустафа.
Можете да излезете. Неговото височество султанот Абдул Хамид хан ве помилува. Епа се стемни. За половина час ќе убијаме еден од вас. Ама не знам од каде да почнам. Од тебе ли? Или пак од тебе? Или прво детето? Почекај, Чичко Рамис! Чичко Рамис! Димитри! Ете дојдов! Ти не си маскираниот човек. Маскираниот човек умре. Умре! Господ ми овозможи да се вратам да ти ја земам душата. Дојди, дојди, доближи се да те видам. Да видам дали си сениште или не си. Што ќе правиме сега? Оди кажи му на командантот. Командире, Рамис Ефенди тргна во акција. Како? Ајде, ајде да побрзаме. Дојди, дојди! На Чичо кај макамот. Сакаш ли кај макамот да го претворам во сениште како тебе? Издржи на Чичо кај макамот. Фрли го оружјето или ќе го убијам кај макамот! Димитри! Остави го кај макамот! Фрли го оружјето! Еве, јас го фрлив! Помогнете, помогнете. Треба да го запреме крварението, помогнете. Помогнете! Не помагајте. Каде е Мустафа? Каде е Мустафа? Вахиде! Каде е Мустафа, мамо? Вахиде, прибери се! Мамо, каде е Мустафа? Дојди, Керко, дојди! Каде е Дојди со Мустафа, мене, мамо? дојди, Керко! Мустафа! Ајде! Девојчиња, ајде брго надвор, ајде брго, брго! Ајде! Жив бил! Ајде, соземи се! Ајде, те молам! Фатма, сестро, што се случи? Ништо нема! Што се случи, Зарифе? Се губи синот на пашата. О, не дај Боже, што зборуваш Ете, ти? тоа се случи! Господјо Фатма, дојдете вам бргу. Трчај. Девојчиња, горе, горе. Доближи се! Никаквец. Иван, тргни го овој! Што правиш, Рамис Ефенди? Не требаше да се приближуваш. Овој човек не умира, како сениште.
Сениште! Сениште! Замолчи! Проклето нека е! Што ќе правиме, командире? Не умира, да бегаме. Не, умре. Уште доаѓа Димитри. Не умира Димитри. Умри! Издржи, Рамис. Ова е како сениште, не умира. Крис, побие сите, да бегаме. Каде ми се куршумите? Да бегаме. Да бегаме, сите ќе не умре Димитри. Да бегаме. Побрзајте! Во напад по нив! Ете толку. Куршумот застанал до коската. Ако успееме да го извадиме, ќе преживее. Мамо, Дај, Земи го ова, за здравје. ќе треба уште крпи. ќе Добро, треба јас ќе крпи. донесам. Зарифе, дојди во му. Држи ја крпата врз раната. Капетане, многу крвари, не престанува да крвари. Намик, донеси уште вода, да исчистиме раната, бргу. Кому му помагаш, мамо? Кому? На сите нас. Молчи. Господине Кајмакам. Маскираниот ни ги спаси животите. Не се грижеше за Десетица својот куршум ми живот. го рани, око не му трепна. Без тронка страв одеше кон арамиите. Да му ја тргнеме маската да видиме кој е. Боже, зар е возможно? Лекарот Рамис бил маскираниот. Што направи ти? Лекарот Рамис од соседното село Чичко е. Рамис. Чичко Рамис. Мамо, умира овој човек, мамо, умира овој човек. Капитане! Дај ми го тоа. Ке мора да му го извадиме куршумот. Друго решение немаме. Се сретнавме ли, Господе? Јас сум Рамис, лекарот Рамис. Чичко Рамис? На Чичо Кајмакамот. И ти ли дојде? Жив е! Фала му на Бога, жив е! На Чичо Кајмакамот. Не те спасив ли јас тебе?
Значи и тебе те уби тој некаквец Димитри. Чичко Рамис, добар сум јас. Ме спаси ти мене. И не само мене, туку сите силани ги спаси. Благодарение на тебе сите сме живи, Чичко Рамис. На Чичо кај макамот. Дај ми ја раката. Немој да ми ја испуштиш раката. Заедно да влеземе во рајот. Чичко Рамис, ќе отвори ги очите. Ајде, не плаши се. Држи ме за рака. Не плаши се. О, колку луѓе имало. Колку луѓе имало. Чичко Рамис? На Чичо кај макамот. Види кој доаѓа. Мојата кравичка. И кравичке моја. И тебе те уби Димитри. Кравичке моја. Дојди. Да те бакнам. Дојди. Колку си се здебелила ти. И тебе убаво ти дошло во рајот. Што речи? На Чичо кај макамот. Рамото му крвари. Чичко Рамис. Бргу, донесете на носилка, бргу! На Чичо кај макамот. Ајде да одиме, да видиме кој друг ќе сретнеме. Чичко Рамис? Кои починати ќе ги видиме. Да го видам барем и Мустафа. Побрзајте! Овде! Распоредете се сите! Никој да не помине! Што ќе правиме, Димитри? Што ќе правиме? Предај се, Димитри! Пукајте, не чекајте! Предајте се! Бегајте! Напаѓај! Ќе умреме! Сите ќе не убија Димитри! Доста ме замолчи! Предај се, Димитри! Предајте се! За последен пат ви кажувам, фрлете го оружјето и предајте се! Нисте му амуниција, Димитри! Добро! Се предаваме! Фрлете го оружјето сите! Фрлете го, реков! Ставете ги рацете на глава сите!
Racete na glava! Заробете ги! Соберете го целото оружје! Побрзајте! Побрзајте! Господе, Господе, помогни ни те молам. Треба да го сопреме крварењето. Добро, да го сопреме. А како да го сопреме? Ке изгорам раната. Зарифе, дојди тука. И ти намиг дојди. Фатете го цврсто за рацете и за нозете. Цврсто, многу цврсто. Толку беше, Димитри! Надолу е провалија! До тука било, Димитри. Сигурно умрел командире, нема шанси да е жив сега. Сигурно се распарчил. Ако е така, да се вратиме. Разбирам. Завршили? Толку ли? Не можеме ништо друго повеќе да направиме, мајко Фатма. Овој човек нема да умре, нели? Тешко е ранет. Го извадивме куршумот, крварењето го запревме, ама ако има внатрешно крварење, тогаш може и да умре. А тогаш ќе умре ли? Ако издржи вечерва... Тогаш ќе се спаси? Не знам, не знам. Еј, помогни ни, Господе мил. Господе, ти знаеш што да правиш. Помогни ни. Ајде. Помогнете ми да го легнеме на миндерот. Ајде. Кајмака му Дилавер. Команданте? Добро ли сте вие? Добар сум јас. Ама Чичко Рамис? Чичо Кајмака од види кој доаѓа, Сулејман доаѓа. Мојот верен другар, Сулејман. Сулејман. Здраво. Како си, Сулејман? Не си се променил? Како е тука? Како е воздухот, водата? Железото на градите го заштитило, ама има тешка рана на рамото и овде. Едва и го натеравме да го стави тоа железо. Требаше да се појави на ридот, а ние ке чекавме во заседа. Така да тој ќе ја повлечеше четата на ридот надвор од селото. Не требаше да се доближи. Тоа што бе во нивни раце го расипа планот, командире. Чичко Рамис се жртвуваше заради мене. Дали ќе се спаси? Здраво живо. Дедо ми. Дедо. Ти кој дедо си ми? Дедо ми ли? А Пеливанот? Дедо. Дедичко мој. Дај. Да ти ја бакнам раката, дедо. Дедо мој. Дедичко. Дедо мој. Што прави вака? Што зборува? Не знам, со мртвите ли зборува, не знам. Хоричко, тебе ти викам, Хоричко. Дојди,
Дојди, Хуричко, дојди. Сакам да те прашам нешто. Ние го бараме Мустафа. Тука, Мустафот Песочан, докторот Мустафа, или така наречениот Наамик. Дојде ли тука Наамик? А? Не дојде ли? Не е дошол. Чичко Рамис? Испратив еден војник напред, командире. Да најде некој еким и да го донесе во државниот конак. Тогаш да побрзаме. Ајде, соберете се враќаме во градот. Ајде, кренете го. Што? Тато уште го нема. Навистина, каде е Чичко Рамис? Тој рече дека ќе оди во џамија. Јас му реков оди. И отиде. Ама, Нори Фатма, каде во ова време в џамија? Така е. Јас да одам да го барам тато. И јас да дојдам. Ајде. Одете тогаш, ајде. Значи, сакаш да станеш муслиман? Да, имам, ефенди. Сигурен ли си, Алекс? Сигурен сум. Многу размислував околу ова прашање. Сакам да станам муслиман. Алекс, ако сакаш навистина да се преобратиш во муслиман, добро. Ама ако го направиш тоа само за да се ожени со керка му на Рамис, тоа не е добро. Имам, ефенди. Ти само кажи што треба да направам. Алекс, зошто сакаш да станеш муслиман? За да бидам заедно со Зарифе. За да се оженам со неа. Ама ова не е добро. Зошто не е добро? Алекс, ај сега да си одиме дома. Јас да размислам малку, а добро би било и ти да размислиш. После пак ќе зборуваме. Јас веќе одлучив, имам, ефенди. Ама ако така велиш, така нека биде. Јас одлучив. Пријатна вечер. Ајде, пријатна вечер. Имам, ефенди. Зарифе, што е? Што се случи? Татко ми не е тука? Зарно да е, што се случи? Вахите ова направи. Ништо не направи. Кажа каде ќе отиде? Не дојде воопшто. Ете, не дошол Зарифе. Слушнав. И јас слушнав. Не дошол, па каде? Каде би можел да оди? Не знам. Може би отишол кај Хатиџа. Може би. Ама може би и кај Џапар ефенди отишол. Може би. Вака да направиме. Ке се разделиме. Ти ќе одиш кај Џабар ефенди, јас ќе одам кај Хатиџа. Добро? Ајде трчај. Да си жив имам, ефенди. Господе, што ли им е на овие сите? Бата, фала му на Бога. Сестро, Фала ти, Господе. помина, не грижи се веќе. Ајде. Музафар, Со помин кај брата. да си ми жив, брат. Ајде да излеземе. Пред да заминете, треба да имате во предвид нешто. Забрането ви е да го напуштите градот Истанбул. Не разбрав, мајаре. Јасно ти е, Мустафа. Султанот нареди затворениците кои беа ослободени во никој случај да не може да го напуштат градот Истанбул. Доколку го напуштите градот без дозвола, ќе бидете притворени. Не ве разбирам зошто се чудите. Од бесилка се вративте, Мустафа. До толку ќе се издржи. Бато те мола. Ајде, Мустафа, додиме. Пред да одите има да подпишете некои документи. Подгответе ги документите. Фала му на Бога, заедно сме. Види, слободен си веќе. Конечно си слободен. Бата? Зошто си таков? Треба веднаш да се вратам во Песочан. Што? Мустафа, го слушна ли мајорот? Не ми е гајле за мајорот. Да не полуде, бато. Ке те затворат веднаш. Полека.
привлекуваме внимание. Мустафа, може да најдеме начин да добиеш дозвола, ама немој да брзаш, да размислиме малку. Немам време за размислување, Музафер. Морам со првиот воз да се вратам за Македонија. Може да позборуваме со Халид Селим Паша, може би ќе може Не да ни разбирате, помогне. Музафер. Ви викам дека морам со првиот воз да се вратам за Македонија. Таму сум им потребен. И јас имам потреба од тебе, бато. Се уште тагувам после смртта на мама. Таман се случи чудо. Господ само што ми го врати брат ми, не можам да издржам повторно да ти изгубам. Мустафа, брато, да си испробаме среќата еднаш. Ако не успее, тогаш прави како што знаеш. Доктор Мустафа, Мајко мила, знам многу те натажив. Прости ми. Без да ти го видам лицето за последен пат. Без да ти ја бакнам раката. Животот од сега ќе го живеам. Само да се гордеш со мене, мајко. Нема да дозволам твојот труд да биде залуден. Ти ветувам. Ветувам. Na Čičo kaj Makamot. Види, се уште не се врати. Не се врати мач ми. Што се случи, што не се врати? Јас знам, се случило нешто, па не се врати.
Фатма, ма, душичке, застани, ма. Рамис! Рамис! Каде си, бе, Рамис? Каде си? Мамо! Што? Фатмичке, ма, не грижи се, жити Бога. Ајде, ела, жити Бога, да седнеме внатре и да седнеме и спокојно да чекаме. Добро, да седиме, да чекаме, господја Бедија. Не можам да бидам мирна, се додека не дојде. Што му се случи на мојот маж? Мамо, те молам, дојди. Хатице! Не слушаш ли? Не можам да седнам на едно место, ти велам. Кажи, што се случи со мојот маж? Смири се, ма, Фатмичке, не грижи се, те молам, не грижи се. Добро викаш да се смирам, ама не кажуваш како да се смирам. Сестро, види, мојата керка го уби синот на пашата, стана убиец. Мустафа бил жив, ама вика, ќе го обеселе. Маш ми отиде в џамија и џамија се стори. Како да се смирам, бе, сестро? Рамис! Каде си, бе, Рамис?